Затуловска Лилјана има реплика. Ви благодарам. Господине Джафери, доколку сакате јавно да говорите за законот, Не ми реплицирајте мене на... ве молам, излезете на говорницата, имате право согласно деловникот и да си го кажете вашето мислење. Немате право да ги прекинувате пратениците од ВМРО ДПМН додека говорат и немате право. Зошто да ми исклучат? Затоа што јас не зборев и немате реплика на мене, него на Димков Трајчо. Димков Трајчо, контра реплика. Колешка Затуровска, имате реплика на Димков Трајчо. Ако продолжите на Димков Трајчо да му реплицирате, продолжите, немојте мене да ми реплицирате. Продолжите со репликата на Димков Трајчо. Почитуван колега Димков, така. Во вашето излагање имаше повик да овие пратеници од оваа страна, кои што за жал немаат слух за една ваква чувствителна ситуација и чувствително прашање. Како што гледате, почитувани граѓани, колегите се смеат, нив им е смешно што го продават јазикот на нивните сопствени деца. Јазикот на својот народ, по кој што ова парче земја, почитувана колешка, кој што суфлирате од позади, е препознатлива, посебна и по она што е различна од сите други земји во Европа и светот. Ова за мене, почитуван колега, е само едно непочитување од страна на овие колеги овде, кој кон оној што те створил, што те создал, кон оној што ти овозможил и ти ги дал сите права, те пораснал, за да на крај што да направат, почитуван колега? Да си забијат нож самите себе си во грб, да извртат грб на својата собствена земја. И овде се поставува прашање, почитуван колега, колку овие луѓе овде ја чувствуваат оваа земја за своја? Колега Димков, се наоѓаме на едно ветрометија, во еден бришан простор, и искрено се срамам кога од говорницата на Собранието на Република Македонија треба да ги убедувам моите колеги пратеници за сиот греф, за сиот подсмев и за она што го прават на својот македонски народ. Да го клекнат на колена при едно вакво неуставно законско решение кој што го носат. Почитуван колега, не знам како до нив не може да стигне крикот, лелекот, плачот на нашите сограѓани кои што се засегнати, изгранати од она што се случува овде во Собранието на Република Македонија, од нивните избраници кои што тука треба да го бранат нивниот глас, нивното право, да го бранат она по што тие се препознатливи во светот, во Европа, по јазикот, по културата, по името. Знаете, почитуван колега, по старите наши луѓе, мудреци, како го викаат ова? Велат: Господе, просветли им го на овие луѓе умот, кои што се изгубени во желбата за пустата власт, и дај им и ум и разум, за да можат да разграничат што е она праведно, а што е желно и што е злобно. Се надевам дека граѓаните конечно ќе ги казнат на 15 октомври. Ви благодарам.